Почитувани гледачи, добре дојдовте во урбаните вести. Во рамки на уличните музичари и артисти и годинава се реализира проектот Скопски летен ритам на централното градско подрачје, односно на плоштадите Мајка Тереза пред објектот на Македонската опера и балет, на плоштадот ВМРО, плоштад Македонија и на плоштадот Богородица. Со ова информација ги започнуваме денешните вести, а еве што ќе гледате во нив. Една деценија француски филмски фестивал во Македонија. Презентирани 3 старта бизниси од акцелераторската програма на Сид Хаб Скопје. Саниран патот кај селото Градманци во општина Петровец. На 16 јуни започнува 12-тото издание на уличниот фестивал Баскерфест. Народно позориште од Белград вечерва го затвора 4-тиот МНТ Фест. Од утре започнува 10-тиот француски филмски фестивал во Македонија. Фестивалот, кој пред 10 години започна во Охрид, а потоа и во Скопје, од оваа година по повод 10 годишниот јубилеј се проширува и во другите градови во Македонија. Со филмот Музиката на Джанго за джез музичарот Джанго Ренар, кој го отвори и годинашното Берлинале, утре вечер во кино Милениум ќе почне 10-тиот француски филмски фестивал кој го организира Францускиот институт во Скопје. По повод јубилејот, фестивалот годинава ќе гостува во 10 градови низ Македонија. Посвеченото отворање во главниот град, овој месец фестивалот ќе гостува со по 3 филма во Народниот театар во Велес од 16 до 18 јуни и во Центарот за култура во Прилеп од 21 до 23 јуни. Полетниот период ќе продолжи со филмски ревии во други градови и ќе заврши во ноември на фестивалот Cinedejs со познати гости. Директорката на Францускиот институт Скопје, Изабела Марки Марбо, рече дека во изминатата деценија се прикажани околу 100 филма, со повеќе од 60 почесни гости од филмскиот свет од Франција, кои имале средба со македонската публика. Беа прикажани филмски остварувања кои добиле престижни награди во Франција или на фестивалот во Кан. Il serait difficile de retracer tous les films, tous les réalisateurs. Сакала да кажам дека од една страна при срце ни беше во еден одреден период да се прикажат големите француски класици, но сето оно што е ново, сето оно што значи современа француска кинематографија. Секоја година во рамките при секој издание на фестивалот на францускиот филм, значи гостува филмови, гостува исто така актери, актерки и режисери, меѓу кои имаше и оние кои што настапувале во Кан или кои што има добиено исто така големи награди во Франција. Фестивалот на францускиот филм уште повеќе значи го афирмира својот идентитет на ангажиран фестивал, на отворен фестивал, на пристапен фестивал кој што е на некој начин огледало на современиот момент во општеството и воедно точка во која што се обединува, значи сите франкофоните, франкофилите, сите оние што ја сакаат кинематографијата и она широка публика која што ветуваме дека нема да биде разочарана поради тоа што им подготвивме една програма која што е отворена кон широката публика во која што има многу успешни комедии, многу успешни филмови и сето она што ја прави на некој начин силата на францускиот филм во овој денешен миг. Aujourd'hui la force du cinéma français. Значи филмската критичарка Сунчица Уневска се усврна на француската кинематографија во изминатите 10 години и истакна дека е добро што за јубилеот ќе има ревии на француски филмови и што публиката низ цела Македонија ќе има можност да ги погледне. Секоја година излегува дека има толку добри француски филмови кои буквално успеваат да ја одбележат годината, да одбележат некој фестивал, да го одбележат периодот. И за мене беше навистина тоа откритие кога вака направив една целосна анализа, нели компаративна. Друго е кога зборувате за оваа година или за овој фестивал, но друго е кога зборувате за цел еден период. И во таа смисла ми беше најточна изјавата на Жилиет Бинош, што ја прочита во едно интервју. Вели, моќта на нашите филмови, на француските филмови е во разновидноста. Таа вели дека француската филмска индустрија и понатаму е релевантна и покрај доминацијата на Холивуд, токму затоа што нуди простор за креативни проекти.
Фестивалот на француски филм почна во Охрид, а потоа се прошири во Скопје, а новина годинава е што ќе патува и во други градови во Македонија. Пред утрешното отворање на фестивалот во Милениум ќе биде отворена изложба на портрети од најзначајните гости во изминатите 10 години, направени од фотографот на фестивалот Милан Стрезовски. Голем интересот за субвенционирано купување велосипед. Над 2100 барања за субвенција за купување велосипед поднеле до денеска жителите на град Скопје од објавувањето на повикот. Средствата што ќе ги надоместува градот се во износ од 50% од цената на велосипедот, но не повеќе од 4000 денари нето износ по лице. Од објавувањето на јавниот повик до денеска на шалтерите на град Скопје се поднесени повеќе од 2100 барања за субвенција за купување велосипед. Формираната комисија секојдневно ги обработува пристигнатите барања и одлучува по истите согласно однапред донесените критериуми за добивање на субвенции за набавка на велосипед. Имајќи предвид дека средствата кои градот Скопје ги предвиде за оваа намена се ограничени, односно изнесуваат 10 милиони денари, и истите се речиси исцрпени, од градот апелираат до сите заинтересирани за добивање на надоместок на дел од трошоците за набавка на велосипед, истото да го сторат што е можно поскоро. Барањето за искористување на право за надоместок за дел од трошоците за купување велосипед заедно со потребната документација треба да се достави до град Скопје на булевар Илинден број 82 во архивата на град Скопје, секој работен ден од 9:30 до 15 часот. Саниран е патот за селото Градманци и одбележана е 74 годишнината од смртта на Кочорацин во Петровец. Ова е само најава на информациите кои следуваат малку подоцна. 3 стартап бизниси денеска има кратки презентации на своите бизнис проекти. Проектот на УСАИД за микро и мали предпријатија, кофинансиран од владата на Швајцарија, имплементиран од СИД Македонија, обезбеди акцелераторски инвестициски фонд од $30,000 за инвестиции во стартапи што се дел од програмата. Една прави, Primed и Ozi Food International, 3 стартап бизниси, дел од акцелераторската програма на Seed Hub Скопје, денеска имаа кратки презентации на своите бизнис проекти. Компаниите се учесници во првата акцелераторска програма создадена за сериозни стартап бизниси и микрокомпании, кои се подготвени систематски да креираат соодветно решение за проблеми и да придонесат со продукт на пазарот, кој ќе ги реши потребите и проблемите на клиентите. Во период од 3 месеци, стартапите преку 1 на 1 сесии, како и експертски сесии добиваа поддршка за својата работа и развоен процес, истакна денеска менаџерот на СИД, Ѓорги Кушевски. На крајот на 15-неделната програма, стартапите ќе имаат демо деј, односно можност своите идеи да ги представат пред инвеститори, бизнис ангели, инвестициски фондови. Пред околу година и пол СИД Македонија го отвори Seed Hub Скопје со цел да им помогне на младите предприемачи што е можно подобро да се подготват во светот во бизнисот. И единствена цел ни беше да им овозможиме услови да напредуваат, да ги развијат нивните бизнис идеи, да ги развијат нивните услуги и да можат што е можно подобро и побрзо да дојдат до инвестиции кои што ќе им помогнат да ја развијат нивната компанија. Со оваа програма всушност овозможувавме освен онај навистина школски пристап посветено со самите стартапи и инвестиција во нив од околу $4,000 американски долари, кои што им овозможи точно да инвестираат во она што сакаат да го направат, да го доведат до едно ниво производот кој што веќе ќе биде многу поинтересен за потенцијалните инвеститори. Во рамките на СИД Македонија имаме и клуб на бизнис ангели, како да очекуваме дека овие млади предприемачи во наредниот период ќе имаат можност да ги презентираат нивните идеи пред бизнис ангели, едноставно да видиме кој од нив би бил заинтересиран за некоја поголема инвестиција. Филип Новевски од Primed објасни дека патот од идеја до реализација е макотрпен и бара голема посветеност, но со финансиската поддршка која што ја добиле тој и неговиот бизнис партнер, резултатите се веќе очигледни. Primed е иновативна компанија на македонскиот пазар, која се занимава со изработка на иновативни софтверски решенија за продажба на недвижнини и нивно опремување во кој имплементира виртуелна реалност. Еден период беше само расфрлање на идеи и што може да биде иднијата, како ќе биде.
одлучивме за тоа поле кај што сме присутни, да почнеме од таму, па ќе видиме што дале. И сека веќе година и пол, онака со петни жилишта се века, со самофинансирање, жртвување и све, више испливавме што се идејата стана потенцијал и више конечно и се може да се опипа тој потенцијал, што комуницираме. Кои се очекувањата понатаму? Очекувањата понатаму се да добиеме поголема инвестиција, за да може да си ги реализираме нашите цели и идеи. Конкретно, овој што спомнав таа година и пол, ние лутавме, мислам, зимавме се што можевме да работиме. И сега сме во таа ситуација каде што секој од нас работи по 5 работи. Али ете по полека изгледа ќе се остварат целите и ќе може тоа се што презентиравме да го реализираме. Социјалното предпријатие Една прави, чија основна цел е поддршка на самохраните мајки од Сдруженијето Една може, создаваат целосно еколошки производи, поединствени, традиционални, но сепак квалитативно контролирани рецепти за одржување на кожата. Идејата за изработка на природни препарати за козметика доаѓа од извршната менаџерка Дороти Пачкова, која во обид да направи нешто корисно за својот син, ги пронашла старите рецепти од баба ѝ. Всушност идејата потекнува од нашиот основач Дороти Пачковска, која што е самохрана мајка и која што со ограничени број на средства финансиски сака на своето дете да му пружи нешто најдобро што може. Така да се сетила дека од својата баба дека и постојат рецепти традиционални кои што се органски, кои што се природни за нега на своето дете. Почнувајќи да произведува сама за себе и за своите пријателки, дојде до идеја дека тоа може да се искомерцијализира. Всушност, а со самото тоа да помогне и на самохраните мајки кои што имаат проблем со излегување на бирзата на трудот. Нашите производи веќе подолго време постојат на пазарот, меѓутоа не беа сертифицирани. Со тоа што сега почнуваме да ги изработуваме во лабораторија, истите да се сертифицирани, проверени од стручно лице фармацевт и така да веќе можеме да се представиме на поголемиот пазар. Предвидувањата наши се да се зголеми производството во согласност со побарувачката на нашите потрошувачи. За прв пат во Македонија гурманите ќе имаат можност да вкусат традиционална австралиска пита, направена според сите нутритивни вредности, истакна основачката на Ози Фуд Интернационал Благица Лазарова, која бизнис искуствата ги пренесува од Австралија, каде веќе води 2 сопствени бизниси. Идејата, според Благица, е да се делува на промена во начинот на исхраната. 32 години живеам во Австралија. После 32 години се враќам во Македонија со сопственото семејство. Во Австралија имам веќе 2 бизниси кои што добро работат и функционираат. Зрело дојдовме во Македонија со идејата дека овде има огромен потенцијал за инвестирање во било каков бизнис. Значи, година дена бевме во потрага во она што најконкретно би било најдобро и нешто кое што остана онакако на површина за нас е потенцијалот на традиционалните австралиски пити. Многу сме задоволни со тоа што бевме поканети да бидеме дел од програмата на СИД. Према тоа што се уште никој не го знае производот, ние сме со навистина позитивни сили, позитивно насочени, спремни сме со тимот заедно да направиме све од себе за ова навистина да биде успешно, но сите коментари сега за сега се навистина ја поддржуваат таа позитивна насока. Проектот на USAID за микро и мали предпријатија, кофинансиран од владата на Швајцарија, имплементиран од СИД Македонија, обезбеди акцелераторски инвестицијски фонд од $30,000 за инвестиции во стартапи што се дел од програмата. Веќе е отворен повикот за новата акцелераторска програма, која што ќе започне во септември 2017. Бројот на учесници е ограничен. Првиот циклус за пријавување е отворен до 30 јуни 2017 година. Општина Петровец го санираше и го расчисти патот кај селото Градманци, кој беше уништен од поројните дождови кои го зафатија Скопскиот регион. Во текот на изминатите неколку дена општина Петровец со соодветна градежна механизација презеде активности за санација на патиштата кои беа уништени и раскопани од поројните дождови кои го зафатија Скопскиот регион. Силните поројни дождови кои го зафатија и подрачјето на Катланово и Градманци раскопаа дел од патот кај селото Градманци.
По преземените активности од страна на општината за санација на патот, истиот беше расчистен и прооден. По повод одбележувањето на 74 години од смртта на Кочо Рацин, денеска пред споменикот во истоименото училиште во Петровец беше положено свежо цвеќе. Пред споменикот на Коста Апостолов Солев Рацин во дворот на основното училиште Кочо Рацин во општина Петровец, денеска беше положено свежо цвеќе по повод одбележувањето на 74 години од смртта на македонскиот поет и револуционер, еден од основоположниците на современата македонска литература. Цвеќе пред споменикот на Кочо Рацин положија градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски, директорката на училиштето, како и представници на Сдруженијето на борци од Петровец. На денешен ден во 1943 година, Коста Апостолов Солев Рацин беше убиен на пат кон партизанската база на планината Лопушник, близу Кичево. Од 16 јуни започнува Баскерфест. За деталите малку подоцна во вестите. Превработеност во институциите и недостаток на стручен кадар е заклучокот од денешната прва дебата со граѓанскиот сектор на тема реформа на администрацијата, организирана од Министерството за информатичко општество и администрација. Јавната администрација се соочува со превработеност, но нема доволно стручен кадар, а институциите имаат несоодветна екипираност, особено со IT кадар, поради што е неопходна итна реформа. Ова е заклучокот на денешната прва од серијата дебати со граѓанскиот сектор на теми реформа на администрацијата, организирана од Министерството за информатичко општество и администрација. Целта на дебатите, како што рече министерот за информатичко општество и администрација Дамјан Манчевски, е да се следи процесот на реформи на јавната администрација од сите засегнати, да се добиваат совети и насоки од граѓанските асоциации и да се формира консултативен совет за неопходни реформи, за да се создаде стручна и ефикасна јавна администрација. Тој нагласи дека новата влада на секој можен начин сака да го чуе мислењето на граѓаните и експертите и дека нема да носи брзи закони, освен во исклучителни ситуации. Како што посочи, ќе се укинува моделот на оценување и казнување на јавната администрација, потврдите за познавање на англиски јазик и психолошки тестови за вработување во администрацијата. За демократски промени во сите било кои општествени сфери потребна и нужна инклузивност на граѓанското општество, но и сите други чинители кои што се релевантни во таа област. Мораме да поведеме сметка како да регрутираме стручен, квалитетен кадар во администрацијата и соодветно да го мотивираме да работи, за да можеме да ги спроведеме процесите. Пак ќе земам пример од нашето министерство, каде што ние сме за информатичко општество, на една рака се бројот на IT експерти. Голем дел се позајмени од Агенцијата за електронски комуникации. И тие се водачи на проектите. Луѓето се квалитетни, но ги земаме од друго место. Генералниот секретар на владата Драги Рашковски порача дека секоја институција се соочува со своји проблеми. Во администрацијата во владата, како што кажа, најголем проблем досега било што недостасувал личен контакт со луѓето кои се на одговорна функција, а особено бил тежок пристапот до генералниот секретар. Истакна дека во администрацијата во владата моментално работат 289 луѓе и додаде дека 72 од нив треба да се прераспределат на соодветно место каде што има потреба од нив и побара од вработените нивната креативност да ја преточат во проекти. Секоја институција се соочува со своји проблеми, некаде имате превработеност, некаде имате невработеност и едно од реформите кои што би морала или би требала дека наметнуваме на Министерството, меѓутоа кој што би требало во најбрз можен рок да се реши е координирање и некако вид на балансирање помеѓу вработеноста од една државна институција во друга. Пристапот кој што ќе го протежираме како генерален секретаријат ќе биде секој пат отворен према секој првин вработен кој што ќе доаѓа на работа, а има и такви кои што се на платен список не доаѓаат. Према секој апсолутно максимално се трудам и една од заложбите кои што им ја давам во текот на овие неколку дена е дека креативноста нивна многу лесно може да ја преточат во проекти кои што се моментално на располагање, а и позитивните сигнали кои што доаѓаат ни велат дека уште повеќе европски фондови ќе не бидат на располагање.
Од денеска започна акција за стерилизација на бездомните животни во општина Центар. Првото куче беше денеска однесено на хируршка интервенција за стерилизација во ветеринарна амбуланта. Јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар денеска ја почна акцијата за стерилизација на бездомните животни, Центар на 4 нозе. Директорот на предпријатието Саша Богдановиќ заедно со Татјана, жител на населбата Капиштец, го однесоа првото бездомно куче од Центар на стерилизација во ветеринарната амбуланта Петвет, каде на кученцето му беше направена хируршка интервенција. Со стерилизација животните живеат подолго и имаат поздрав живот. Стерилизираните животни имаат смирен хормонален статус и не се здружуваат во глутници. Се намалува нивното размножување и се намалува бројката на луѓе на кои им пречат животните. Со оваа хуманитарна акција сите заедно можеме да ја подигнеме свеста и да го спречиме неконтролираното размножување на бездомните животни во општина Центар, изјави Богдановиќ. Во следниот период, јавното предпријатие Паркинзи на општина Центар и Сдруженијето за заштита на животни Анима Мунди најавуваат дека ќе продолжат со организирање на хуманитарни настани со цел да се намали бројката на гладни, болни, тепани и убиени животни на улиците во општина Центар. Од 16 до 26 јуни на плоштад Македонија ќе се одржи 12-тото издание на меѓународниот уличен фестивал Баскерфест. Фестивалот, кој под отворено небо нуди бесплатна забава за сите возрасти. Се очекуваат настапи и спектакли на над 50 артисти од различни земји. Остануваат уште 4 дена до започнувањето на 12-тото издание на меѓународниот уличен фестивал Баскерфест. Годинава повторно театарот под ветро небо ќе понуди голем број атракции за посетителите. На плоштадот Македонија од 16 до 25 јуни секојдневно ќе не забавуваат баскер артисти од целиот свет, кои нудат атракции кои не смеат да се пропуштат. Организаторите велат дека списокот на забавни артисти кои ќе ни донесат радост на Баскерфест е долг. Од светски шампиони до музичари кои свираат фламенко музика. Оваа година на фестивалот ќе ве забавуваат околу 50 баскери и музичари, а како дел од музичката програма ќе се појават и неколку познати македонски музички бендови. За прв пат оваа година со своје шоу ќе се представат и најмладите артисти од Orange Kids Club. Во Скопје фестивалот ќе започне на 16 јуни и ќе трае 10 дена, а потоа ќе продолжи и во другите градови низ Македонија. Со представата Иванов на Народно позориште од Белград, во која главна улога има Никола Ристановски, вечерва завршува 4-тото издание на МНТ Фест, кој започна на 3 јуни со премиера на представата Ничија земја. Четвртиот меѓународен фестивал МНТ Фест вечерва завршува со гостување на Народно позориште од Белград со представата Иванов од Антон Чехов во режија и адаптација на Татјана Мандик Ригонат, во која насловната улога ја игра Никола Ристановски. На матичната сцена представата премиерно изведена во октомври минатата година. Иванов е првата поставена представа на Чехов. Праизведбата била во 1887 година во театарот Корша, по кој авторот направил корекции на текстови и неколку верзии, од кои најголемата промена била во доменот на жанрот, од комедија во драма, за изведбата во Александрискиот театар. Годинашниот МНТ Фест почна на 3 јуни со премиера на Ничија земја во режија на Александар Морфов. На програмата на фестивалот беа и Макбет, Исплашена душа на Пекиншкиот оперски театар, Дон Жуан на Народниот театар Иван Вазов од Софија, балкански стендап Сашко Коцев и пријателите, како и 2 представи за најмладите во продукција на МНТ, Силјан Штрк од Шанца и Авантурите на Аладин. 12 студенти од Македонија ќе имаат можност бесплатно да патуваат низ Европа во рамки на програмата Патување во Европа 2017. Студентите кои сакаат да бидат дел од тимот кој 22 дена ќе патува низ Европа може да ги поднесат своите апликации до 25 јуни, а патувањето ќе започне на 24 јули. Во организација на Граѓанската асоциација Мост и ова лето преку проектот Патуваме во Европа, 12 студенти од Македонија ќе добијат можност да ја истражуваат Европа и да ја промовираат својата земја. Студентите кои сакаат да бидат дел од тимот кој 22 дена ќе патува низ Европа, може да ги поднесат своите апликации до 25 јуни.
Конкурсот е отворен за сите студенти во завршна година на студирање или апсолвенти кои имаат просечна оценка поголема од 8 во текот на студирањето. Приоритет имаат оние студенти кои досега немале можност да патуваат. Од реализаторот на проектот, Граѓанската асоциација Мост, со помош на донаторите и спонзорите, обезбедени се Интерраил карта за неограничено патување со воз во време трајање од 22 дена, ИСИЦ картичка, патничко осигурување и дел од средствата кои ќе им бидат потребни за патувањето на платежна картичка. Конкурсот за пријавување на студентите е отворен до 25 јуни, а патувањето ќе започне на 24 јули. Аплицирањето е електронски, а формуларот и сите информации и детали за проектот се достапни на интернет страната patvoevropa.org.mk. Целта на овој проект е 12 студенти од Македонија преку патување и посети директно да се запознаат со демократските вредности, навики и култури во другите земји и да ги промовираат и доближат тие вредности во Македонија. Во исто време студентите ќе ја промовираат и Македонија. Променливо и нестабилно време со локални врнежи од дожд со променлив интензитет и проследени со грмежи се најавува од утре попладне. Утре доцна попладне и во вечерните часови на повеќе места ќе биде нестабилно со пороен дожд и грмежи, особено на западот од земјава, а локално се очекува процесите да бидат поинтензивни. Повремени врнежи ќе има и во текот на ноќта, како и во четврток предпладне, а преку дејното облачноста ќе се намалува. Позначителен влажен бран се очекува и во сабота попладне. За време на викендот ќе дува засилен северен ветер и ќе има значително намалување на дневната температура. Матама метео го гледаме во продолжение. Почитувани гледачи, тука е крајот на денешното издание на Урбаните вести. Ви благодариме на вниманието, а повеќе информации можете да најдете на нашата веб страна mtm.mk. Пријатно!